Pomnam kafe utrinsko, pomnam plamen sudbinski me miri, da te prevolam. Pejam za vreme različno, pejam za sila magična me krivi, sekoj Božji mir. Mesečina taja lovi me v svoj pogled. Može bi nijekeja dobre me, može bi take te donese posjajot na mojte oči dve. Tuka si ti osonok mojih uleka, mi uši spokoj o radost, što ja otkrivam. Dojdi nivo pregratka i pridi, reši zagadka da možem da te osvojam. Tvoj danas me kaje bujen cvet, mesečina taja lovi me svoj pogled. Može bi nijekeja dobre me, može bi take te donese posjajot na mojte oči dve. Može bi ke te vidam pak, može bi ke ima zdrav. Svetlina v temen čas, mesečina okolo nas. Почитувани присутни, добро вечер и добре дојдовте. Овогодинешното издание на Метрички карван 2022 година Евгелија Команово, како девето издание на препознатливата едиција, вклучува избор на поетски остварувања на 8 автори и авторки од Команово и на 10 поетски имења од Евгелија. Поетските творби им припаѓаат на творци од различни генерации по потекло од двата града, Евгелија Команово, со различни поетски профили, условени од нивните поинакви, мотивски, филозофски и естетски ориентации. Ги поканувам уредниците Васил Тоциновски и Стефан Марковски да ни се обратат. Повелете. Дами и господа, драги пријатели, добро вечер. Чест и задоволство ми е што сум вечерва со вас, овде како едно топло срце што се именува Евгелија и Евгеличани, а дека е топло друго покажува дека и во 21-то столетие овој забрзан, превртен век, некаде заитано време, нормално минливо и никогаш неповратно, еве присуствуваме на промоција на 9-та книга од серијалот Поетски карван, Метрички карван. Еден млад човек, даровит, кој умее и несебично да се дарува на другите, што е денеска вистинска реткост, прави еден проект. Тој е и негов татко, и негова мајка, и негово тело, и негов дух. Проект кој повикува и укажува дека сме луѓе и треба да се почитуваме, сакаме и соработуваме.
нема поголема вредност од тоа кога човек умее да се дарува. А дарувањето, што Евгенија широко го отвара своето топло јужно срце, повикувајќи ги поетите од останатите градови на Македонија, заедно да соработуваат и заедно да чекуваат во иднината. А ќе речеме каде е минатото? Минатото е во книгите, во метричките карвани што остануваат како сведоштво за нас. Секој град има своја приказна. Евгенија има чудесна приказна некаде од првата половина на 20. век низ животот и делото на прекрасниот лирски поет, раскажувач, драмски автор, новинар, еден од најактивните членови на евангелиското братство во Софија, Кирил Манасиев. За него многу не треба да се зборува, да се кажува, зашто едноставно е потомок, син, односно внук од постариот син на познатиот војвода Арги Манасиев. Своја чудесна приказна има и Куманово. Приказна што можно извонредно добро ја маркира еден од темелувачите на современата македонска драмска литература и театар. Јас би рекол генерацијата на драмската македонска класика Васил Илјовски. Интелектуалецот, авторот, кој знаеше и да ја возбуди, да ја заинтригира својата средина и да гледа напред. А тоа се едни од зачетниците на приказните за Елиот, домакинот Евгенија и другиот град, гостинот Куманово. Поетите застапени во ова книга, за кој повеќе ќе каже и оно што го прочитав извонредно добро го има одредено, вреднувано професорката Маја Кимовска-Тошиќ, автори кои доаѓаат, не би ги набројувал зашто да не пропуштам некого, а потоа и простувањето не постои како категорија, автори кои веќе со својот модерен поетски сензибилитет ги донесуваат екзистенцијалните димензии на постоењето, како што се минливоста. Еднаш било поминало и ништо повеќе не се враќа, што ќе донеси и тага и голкано и радост, да не посведочи за абсурдот, парадоксот и да го бара отварањето на оној клуч што го порачуваше Теодосија Синајски од челик и железо, не од злато, сребро и се свива, клуч кој ги отвора сите врати и допира до сите срца. Читајќи ги песните на современите македонски автори, доаѓаме до една фина констатација дека еднаш фрленото семе постојано си дава нови плодови, со нови имиња кои изненадуваат, кои едноставно ве радуваат и често скришно во себе ќе воскликнете од и заиграло срцето, затрепенило, сме прочитале и сме осознале нешто ново. А во новиот нетрич ќе ви додат поетски караван, што вечерва ќе биде пред нас, што е со нас, има многу нешта кои радуваат и трајно опоменуваат. Сакајте се и почитувајте се себе си. Нормално што секогаш сакам да ја истакнам, да ја укажам, зашто ако очекуваме дека некој друг тоа ќе треба да го направи за нас, сме се излагале. А поезијата има еден единствен јазик, една единствена вистина. Зборот и љубовта. На истекот на оваа година ви благодарам за вниманието со кое ме слушавте, да ви посакам многу здравје, среќа и љубов. На сите вас, што ќе ви фати раката да ви се позвати, а на моите драги и почитувани колеги, нови книги, нови песни и радувајте се тоа. Сето друго ќе треба само после да си бъде. Благодарам и секој добро.
гости, колеги. Наистина ми е много драго што имаме прилика да го промовираме во оваа прилика 9-то издание на Метнички карван. Збирка која што традиционално излега веќе 9 години, се надевам ќе има уште голем број изданија. И тие изданија ќе бидат и понатаму присутни на македонската книжевна сцена, ќе бидат читани и проектите од Евгелија ќе имаат приликата да комуницираат поетски со поетите од другите градови. При тоа, оставајќи на својата прага, на начинот на кој што тоа спомна професорот Туциновски, својот концизен љубов говор. Сепак, јас мислам дека тоа се две задачи на поезијата. Едната е збор, другата е збор, другата е љубовта. Третата е, може би, посек кон вистинот, некаков индивидуален, субјективен. А од секој сум имал нека скепса кон тоа субјективното да се нарече вистина, бидејќи сметам дека тоа е една малку, може би, префорсирана теза на мас-медиумите во денешно време, дека секој си ја кажува својата вистина. Може би секој си ја кажува својата перцепција кон вистината. Меѓутоа, може би за поезијата важи нешто што ја прекршува, ја трансцендира теза дека секој си ја кажува. Сепак, може би, секој на вистина си ја кажува својата вистина на свој начин, токму преку овие, користејќи ги овие два метода за да стигна до неа. Да не должам многу, се надевам дека и овогодишното издание ќе продолжи почекорите на минатогодишните и дека понатоа што ќе следи, ќе продолжи да го трасира патот на овој проект кој што е сепак одбележителен за јавната општинска установа Гоцедачев Евгелија, библиотека Гоцедачев Евгелија. Ви благодарам на вниманието ви. Уживајте. Својот концепт авторите го подпираат на своето животно искуство, врз потребата да се преточи собственоста во уметничката визија, во стремежите за представувањето на поинаков метрички карван, доживување на реалноста, низ состојби или исечоци од прочувствуваното, напати во откривањето на метафизичката страна на доживувањето низ надреалистичните представи и слично. Да не должам многу, ги поканувам авторите сами да ни представа дел од нивните поетски творби. Билјана Станковска. Таа е член на Друштвото на писатели во Македонија од 1994 година. Со романот за деца, вистинска приказна за исчезнувањето на приказните, таа е застапена во лектирните изданија за основното образование. Поезијата и расказите на Билјана Станковска застапени се во антологијата на македонската книжевност. Преведувана е на српски, англиски, словенечки, француски, украински, кинески и бугарски јазик. Нејзини песни се Испишан лист, Црно окно и Денот на големите очекувања. Повелете. поетско доживување. Вечерва стигуваат Куманово и Евгелија со единствена порака. Заложбата на поетот е преку песната да ја изрази убавината и силата на својот јазик. Јас така ја чувствувам. И така ја чувствувам целата ова сега манифестација. Голема благодарност на организаторот, особено на Стефан Марковски, кој се ова го организира
publicirаше, значи книгата и кој не собра да се запознаете двата града. А сега ќе прочитам две песни од мојата последна стихозбирка. Ги одбрав 9 книга додека седев. Слетуваат звездите. Слетуваат звездите е инспирирана од сите преселувања на народите што сега се случуваат во светот. На сите миграции и морав некако и јас да се вклучам во сето тоа. Се вклучив нормално со песна. Слетуваат звездите. Од каква ли заблуда ноческа слетуваат звездите? Го стават небото зад себе, си ги гаснат огништата и паѓа и пропаѓа во сините стапици на Вселената. Соборува во воздушниот амбис на земјата. Какво ли несогласие ноческа ги соедини звездите, во невозможен потват да бегаат од небото? Од каква ли причина или ветување ноческа патуваат звездите, а небото одамна не било толку високо, толку прозрачно, со толку јасни патокраси. Од какво ли сомневање ноческа ме тревожат звездите, со смејункава светлина на лицето го нацветлува тлењето на сонот, за да го пренесат дотука, до празниот простор на моето идно време. Втората песна, малку е поинаква, сакав колеги од Евгенија, поетите, любителите да ме запознаат и на друг начин. Секој јули година се разединија небото и земјата. Зимата не дојде, не се вознемиривме. Ги вдишувавме светлосните треперења и раскажувавме приказни за замрзнатите зраци во реките, за завејаните патишта и патници, раскажувавме и што ни раскажувале. Осо каква леснотија се залажувавме, се умислувавме подеднако мочни во действувањето. Потоа дојдоа дождовите, ненадејни, матни, силовити, не ги впиваше земјата, потонаа житата, гнија овошките, оживеа незнани болести, се појавија бајачките, се отвара молитвеници, надежни беа ветровите. И дојдоа нескротливи, самолюбиви гонители, урива и носеа, ги сушија и мртвите води, ги однесоа записите и мапите и заминаа. Планините се зацелува себе си. Ние верувавме во светлината на сокриените семиња. И не се знае дали снегот во јули дојде како прочистување на душите и Вселената воспостави свој ред, не заради слабосилните, заради смислата на постоењето. И благодарам на вниманието. Бобан Богатиновски е роден во Куманово 1971 година. Негови песни се Кучињата крај реката на заборавот, Семоќе и Контенјер пол со хартија. Контенјер пол со хартија. Полноќе, полна месечина. Можно ли да не знам кој ден е, ни која година, ни која ноќ? Некаде на големата депонија за истрошени нешта. Треба да се наоѓа мојот детски сон за изгубените идеали и измамата на вечноста. Моето битие одбива да мисли. Заморениот ум isfrla непотребни заклучоци. Треба да се ограничи пристапот на непотребни информации. Разговорите на непостоечки теми се безидејни, очајници,
што треба да се причинуваат на одредено време. Повторно ќе изгубам часови зијапајќи во мракот пред мене. Однапред знам дека се е залудно да се продолжи по истиот пат. И онака споро се движам со просторот и времето. Знам дека подвигот може многу лесно да го повторам. Сега дури и многу посовршено. Но заборави го совршенството. Само продолжи да будаш. Ти си тој, истиот за оние кои вистински те познаваат. Загриза на восхитувачките чувства и вистинската поезија. Сензорите за естетските доживувања одамна се прегорени. Ненаситната душа осакува многу повеќе. Сети се на нештата што не можеш да ги заборавиш. Полноќа, полна месечина. Во позадината се слуша виеш на волци и кикот на вештерки. Наскоро ќе отпочне тајната конверзација со духовите од минатото. Како е возможно вистинските нешта сега да изгледаат толку погрешно? Таквите книги не смеат да се најдат во раците на детето. Борис Митковски е роден 1976 година во Куманово. Поезијата го интересира уште од средните средношколски денови, особено хаик. Негови песни се Недела, Ном и Елија. Повелете. Добро вечер на сите. Се извинувам прво што одоставиме, пошто имаше нека гужва во сообраќај. Ја поздравам идејата за Тивини градови и посебна благодарност за директорот Стефан. И еве нешто да ќе ги прочитам трите песни кои што ги најавив. Недела. Тоа ти е името, ама скратено, што може да значи не, ако некогаш и да. И запомни, царството е во тебе. И покрај тоа што името значи недела ти, дверите ќе ти се отворат. И насмеј си над непријатностите, приредени од твоите пријатели. Лошите мисли се само стари алишта, кои со еден збор метнуваат на кај плашилото во полето. Ништо од тоа не е надвор од тебе. Сепак покрај тебе јас и многу други се одмараат од тешкотиите по светот. Но, иконата на Свети Наум се назира по секој извор на жива вода. Многу убав стих повторувам, следејќи ги древните пророци, и ти можеш да пророкуваш, кладенчето во твоето срце секогаш извира и тече. Живата вода никогаш да не пресуши. Во моментот кога дојде во овој свет, се почувствував како да се качувам по листвица. Ги расшири твоите крилја во нашиот дом и уште од младенец пропеа: Свети Боже, свети силни, свети бесмртни помилуј. Елија, во моментот ми ја подари тишината. Тишината царува во нашиот стан како мирис. Само далеко се слуша твојата насмев. Тоа е мирот што одамна го барав. Илија тука е принц на љубовта. Врати се на изворот. Кој има шанси против таков еден ангелски собор? Имаш една заедница со Свети Илија. Уште од дете со громови раководеше. Како молња е твојата желба за знаење. Како секавица е твојата убавина, љубовта доаѓа поветување. Југослав Петровски е роден на 9 мај 1969 година во Куманово. Тој е македонски поет и драмски писател. Член е на Друштвото на писатели на Македонија. Негови песни се: Мора да бидете сигурни во ѓаволот, Пушти ги моите луѓе да си одаат и чекајќи Божик со ѓаволот. Пушти ги моите луѓе да си одат. Второ пее: Ѓаволот ја има подготвено целата церемонија на мојата смрт. И сега, едно по друго, си ги тера своите адети. При тоа внимавајќи да и оваа црна овца од неговото стадо умре. Умре токму тогаш кога ќе добие се што му побарала во договорот.
О Господе, не броев, но мислам дека сите гревови ги имам одгревувани. Од и 8 краци на ѓаволот сега ползат по целата моја кичма. Сега ѓаволската рака чиниш мајчинска лука, ме ниша за да заспим. Се обидувам очите да ми останат отворени, но што со тоа, кога јас слепа сум? И тоа што тонам се подлабоко, наместо да се соблазнува, мене ме радува. О Господе, не броев, но мислам дека сите гревови ги имам одгревувани. Од и 8 краци на ѓаволот сега ползат по целата моја кичма. Ископав гроб со наум да легнам, за да не ја одолжувам работата на Господ, а уште помалку на ѓаволот. Но оттогаш ископаната постела ниту една вечер не е празна, туку секоја вечер во неа гледам луѓе кои сум ги познавал, кои ми биле пријатели, луѓе со кои имам се сретнато, напати, случајно. Сега разбирам, колку и да посакуваш, нема да заминеш. Седор не ти го изговори името. Седор свеќата не ти договори. Господе, не броев, но сепак мислам дека сите гревови ги имам одгревувани. О Боже, дали мислиш дека со било што ти послужив во твојот бизнис со моето постоење? Не, нели? Еве, ти носам нови вести од пеколот, директно од разгорениот огин. 8 краци на ѓаволот продираат насекаде низ многумина како мене. Та токму затоа, Боже, пуштете ме мене и луѓето како мене, конечно да се заменат. Оти тие, оти ние, оти јас, од секога сме биле негови, чеда на ѓаволот. Маја Белева е родена на 15.5.1971 година во Куманово. Во него ги поминала првите години на својот живот, а понатаму само лето. Живее на фарма на истокот на Македонија, близу Берово, и се труди да живее природен живот со семејството. После 45 години поминати на скопскиот асфалт. Нејзини песни се Јаснина, од што е создадена и има некои луѓе. Од што е создадена? Неподнослива е леснотијата на љубовта и во светскиот универзитет не се учи. Неподнослива е совеста без љубов, примарната љубов, алфа и омега. Несокриена, овдешна, опиплива, љубов, љубов, љубов. Од што е создадена? Колку е лека и се видлива, проникнува секаде. На здравите не им треба лекар, болни по љубов, појас од љубов, покрив од љубов се, од што е создадена. Неподнослива е леснотијата на љубовта. Росица Митик е родена на 3.12.1957 година во Куманово, како едно од 4 деца во семејството на татко Ковач и мајка домаќинка. Во нејзините 3 книги таа е плачливата, тажната, но и силната жена, која можеби не може да лета со едно крило, но сепак храбро и со верба оди во правецот на светлината. Нејзини песни се Поглед и мислев ке те заборавам. Повелете. Песни ме представија, јас сум Росица, доаѓам од Куманово и многу ми е чест и особено задоволство, бидејќи ова е моје прво гостување и тоа гостување во еден град кој што го навистина го сакам. Благодарам до сите организатори, посебно за ова младо дете кое што се труди да направи една ваква манифестација и да не заборави нас поетите од Куманово. Јас, да ви кажам искрено, од моите стихозбирки има 2 песни кои што се овдека
потекнува од мојата професионална работа, бидејќи повеќе од 40 години работев дружејќи се со старите лица во домот за стари. Тие, верувале ли не, ми даваат една голема инспирација, така да моето пишување може би треба да кажем едно благодарам до нив. Втората песна е малку потажна. Не ми е целта да растажам, бидејќи сакам да сум среќна, сакам да сум весела и сакам да гледам позитивно на овој живот, што посакуваме сите вие така да размислувате. Меѓутоа, загубата на сопругот на мојата 30 годишна возраст остави голема трага кај мене, така да и тоа е некој извор, трагата е многу голем извор, за жал, кој што во долгите ноќи на осаменост се раѓаат тие стихови. Сега ќе ми се представам со двете. Морам научити. Со првата поглед. Низ улица долга полека чекори броја. На прозорец еден старица с догледом. Поглед со очи надашени, со раце растреперени, по преградка свиени, подалечи нагледам. И усни корави си помислив дали молитва збори, подигна врака, да ја поздравам посакам. Ми долета мисла, сигурно е голема незината тага, или копнежом градите и ги кине. Само миг еден поглед ми подари и одново во своите мисли заплави. Глава кон небото крена и рацете на градите ги стави. Од прозорецот полека се трга, оди во собата празна, дали денови ги брои. Во погледот незин, може би цела приказна има, но кој да ја слуша, кој да ја пушта? Втората песна е посветена на мојот покој. Маш и се вика, мислев ке те заборава. Велат, требало време. Велат, ке мине, зборови залудни. Не милуваш, не проаѓаш. Порите на кожата моја, допирот твој ги затвори, да можеш по моето битие везден да шеташ. Во нотите на срцето мое, гласот твој го слушам. И се прашувам, како да те заборавам. Во стихот ке свратиш, буквите да ги разбориш, на душа моја ги редиш и бориш. А мислите те заборавам, како? Кога на дланката твоја ги стави сите времења, минати, сегашни, идни. Дланка отвори, пушти ме. Твојата петница пиена со мирисот твој дише, по собата празна, расфрлани спомени соблекуваш. Измолена снага мислиш ке дотераш, зошто толку ме бориш? Како да те заборавам? Пред мене пат не проодем, а друг нема. Во сонот мој заплови, но кога очи ќе отворам, замин. Лучот на љубовта во раката ти го дадов. Врати ми, морам да појдам, морам да те заборавам. Благодарам. Сандре Стојчевски. Роден на 16 септември 1948 година во село Студена Бара, Кумановско. Тој е македонски поет, есеист, книжевен критичар и преведувач. Член е на Македонскиот пен центар и на Друштвото на писатели на Македонија. Негови песни се Ветро донесе убаво време, Јаболкото на балчакот и 100 листа. Ветро донесе убаво време. Од високото, од окото на светлината, од сината ведрина завеа ситна прав. Од нашата помисла, од уплавот и со ништата сромнета. Но убава, колку што еднаш коленото може да се исправи, за да се крена погледот, челото, да го помилува конечно светот, ветерот на поетот. Сања Атанасовска. Родена 1985 година во Куманово. Таа е новинарка и поетеса. Објавува поезија во повеќе странски списанија. Нејзини песни се Сива жена и љубовен пасош на време и радикално заљубена. Радикално заљубена. Има ли острелка за мојот вид? Има ли втор живот за јаболкото кое го гризнав дури бев бесна?
зависноста од книги ја лече во библиотеките. Не можев да им дадам отказ на чувствата, оти бев радикално залюбен. Чекав одобрување за мојот избор, а бев само радикално изгубен. Почитувани, сега уживаме во музичката изведба на Тета. Некогаш си помислувам, судбината си поигрува, допушта да те пронајдам, да бидеш мој, па заминуваш. Колку ли ноќи во снија со тебе зборувам, ти љубев и галев ко никого сега. И колку ли утра се будев со среќна смевка, како мене доаѓаш, гледам се надевам. Но во миг од времето, кој што шепти ветерот, чув ме довикуваш, јас без тебе не можам те помислувам. Љубов се довикува, само силно го сакај и ќе почувствуваш. Длабоки океани чуваат срцеве, очите толку мили гледаат само во мене. Колку ли ноќи во снија со тебе зборувам, те љубов и галев ко никого сега. И колку ли утра се будев со среќна насмевка, како мене доаѓаш, гледам се надевам. Но во миг од времето, кој што шепти ветерот, чув ме довикуваш, јас без тебе не можам, не помислувам. Љубов се довикува, само силно го сакај и ќе почувствуваш. Промотор на Метлички карван 2022 година е професор доктор Маја Јакимовска-Тошик, која е книжевен истражувач, научен советник, научник. Ја поканувам да ни се обрати. Повелете. Почитувани присутни, имам навистина големо задоволство што вечерва сум овде во Георгиевија на представување на ова 9-то издание, веќе толку препознатливо, верувам дека е доста препознатливо во нашата културна средина во Македонија, која што овој пат ги спојува поетите, поетесите од двата града, Куманово и Гевгелија. Верувам дека изборот на некој кој што ќе го представи, ќе го рецензира изданието Стефан е побуден од тоа што јас сум родом Кумановка. Својот животен век го врзувам за градот Куманово, иако професионалниот го врзувам за Скопје. Меѓутоа и мојата конекција со градот, со битот, со менталитетот, со поднебјето кумановско, навистина и може да понуди и еден осврт, да кажам, однатре кон она што кумановските поети го создадоа и го приложија во изданието Метлички караван 9. Од друга страна, за мене е навистина едно прекрасно откритие да другарувам
и со остварувањата поетски, лирски на поетите од Гевгелија. И голем дел од овие имиња за мене се навистина познати, меѓутоа некои се и откритие. Верувам дека во самото представување нивно после моето излагање и ќе се увериме во тоа, бидејќи навистина нудат една жива материја од тоа како во една уметничка профилација се доживува, низ една уметничка профилација се доживува животот, како се гледа на него, како она што представува некаква реалност поминува низ самата уметничка интерпретација. Друго што сакам да кажам е, верувам дека многу природно доаѓа до едно вакво приближување меѓу поетите од Куманово и од Гевгелија. Јакови делува дека Куманово е можеби најсеверниот град. Ние денеска тргнавме трите од Куманово, кој што доаѓа некаде на северната граница како последен град и стигнавме на југ, последниот град во Македонија, нели, на јужната граница. Овие приближувања, ракувања, сметам дека ќе бидат особено топли, добре дојдени, сите патуваме, значи за да излеземе од нашата држава, од Македонија, излегуваме преку Куманово, за да излеземе на југ, кон Грција поминуваме низ Гевгелија и тоа е една трансверзала која што може да биде трансверзала многу повеќе од една патничка, економска, може да биде трансверзала на срцата, може да биде трансверзала на едни уметнички поврзувања, бидејќи сакам да изразам и честитки и до Стефан Бугарс и до мојот драг колега Васил Тоциновски, со кого делевме еден професионален век во Институтот за македонска литература, една ваква иницијатива да се приближат градовите во Македонија, да се отворат вратите и за една поширока комуникација. Самото ова вечерашно представување сметам дека е една прекрасна иницијална точка за такво нешто, особено што во претходните 9 изданија имало приближување и со други градови во Македонија и сега кога доаѓа самото издание Метрички караван во раката на љубителите на поезијата, на пишаниот збор воопшто, се откриват едни нови светови. Верувам дека тие нови светови и денеска ќе ги приближат поетите на од Кумановскиот писателски, творечки круг со оние од Гевгелискиот. Ми инспирираше Васил нешто во почетокот, кога почна да зборува за градовите. Што се тие? Какви места се? Пред се ние ги замислуваме нели како градови со еден економски живот. Тоа е основното нешто што го движи, со еден социјален живот, со еден меѓутоа градовите се и места каде што се етаблира култура која што е карактеристична за даденото поднебје. Куманово, како и Гевгелија, имаат свој бит, свој темперамент, своја динамика. Јас за мојот град можам да кажам дека е наистина динамичен. Можеби затоа што се наоѓаме на една точка на, да кажам, на вкрстосување на менталитети од повеќе држави кои што се околу нас. Подеднакво сме оддалечени од двете точки, например на границите и кон Србија и кон Бугарија. Тука поминувале доста миграции во секаква смисла, во секаков поглед. И можеби тоа е причината за една мешовитост на чаршијата. Меѓутоа тоа па носи една своевидна динамика и еден специфичен менталитет, па и темперамент, ако сакате, кој што го одредува градот Куманово. За Гевгелија ќе дознам многу повеќе и дознам веќе низ вашите поетски оспарувања, некои многу ме дојмија, едни лирски, збуснати, збиеви, убава поезија, можам да кажам, значи се негува поетскиот збори во овој град. И сакам да упатам едноставно честитки и до уредниците на оваа иницијатива, меѓутоа и до оние кои што го создадува изданието, а тоа се самите творци, самите автори, поетите и поетесите, писателите воопшто, бидејќи мене ми представуваше вистинско задоволство. За некои од поетите знам доста, некои се доаени, веќе познати во македонската културна јавност, за некои тоа се млади имиња, кои што доаѓаат на нашата сцена, за кои што треба да им се отвори ваков простор, каде што ќе бидат објавени, каде што ќе се
се читаат, каде што ќе се разменуваат како искуство со поети не само од Македонија, туку верувам и во еден поширок простор, а тоа се секако некои вакви обиди. Јас би ги нарекла и мали антологиски избори на избрани автори и со, да кажем, утврден концепт, што секако е и за поздравување, бидејќи и од самото овде вечерашно представување гледаме дека концептот е утврден, а тоа е и загарантирано нешто за препознавање на одредена едиција. Најнапред имаме биобиблиографски белешки за авторите, кои што, иако се кратки, откриваат многу повеќе од ако сака човек да проникне во нив, бидејќи во нив има и некакви најави од професионалниот бекграунд или пак од некаква вистинска преокупација на творецот и на авторот. За мене, јас прво така ги запознавам авторите кои што и се нови за мене. Понатаму, имаме автори, например, со кои што јас и лично се познавам. Кумановскиот блок речиси целиот го познавам. Со Билјана, например, сме, можам да кажам, многу децении заедно. Јас бев редовен член на Кумановската библиотека, од минатиот век, кога се етаблира, кога се промовира вистински вредности и во она што представува и книжевно создавање, меѓутоа и кога на вистина книжевноста представуваше еден медиум, можне значај за обликување и на општествените вредности воопшто како такви. Така што таму се дискутираше, 20-тиот век е нешто вели Билјана, ако е тоа минатиот век, значи во тоа време многу се дискутираше за тоа што е поезија, што е литература, што се чита, како се чита, на кој начин. Јас по ова што го прочитав од Метрички караван ги гледам, значи, преокупациите и на младите поети, на она што представува една македонска поетска сцена, би кажала. Повторно екзистенцијалните прашања се во фокусот. Прашањата за судбинството, прашањата за коптужот, за љубовта. Може би мене малку ми фалеше некаква критичка нотка во нешто што би се подвело под нешто, да го наречеме ангажирана поезија, тоа сосема малку во некакви траги можеше да се насети. Меѓутоа, се разбира, поетите се тие да ни го изразат својот внатрешен свет, да дадат изблик негов. Меѓутоа, истовремено може да се скенира и да се скицира што е тоа што денеска ги преокупира поетите. Билјана на почетокот рече, мигрантската криза денеска, едноставно некои движења во времето и во просторот кои што се многу поинтензивни и кои што имаат реперкусии врз и приватниот, меѓутоа и врз глобалниот живот на планетава денес. Апсолутно се едно од прашањата кои што влегуваат и во поетските преокупации. Понатаму имавме некои, да ги наречам такви диалози помеѓу нешто што би го нарекле профано и сакрално. Значи, мене исто така ме допреа во една смисла на тоа како се откриваат едни светови меѓу копнежливото, посакуваното, љубовта во една профана смисла, меѓутоа и неизино да го наречеме тоа преиспитување низ некаков монашки свет. Имаше во два-три случаи такви примери и за мене беа наистина интересни ваквите поколувања. Јас она што го видов, што го почувствував од изборот и го кажам во својата рецензија, меѓутоа, рете да се подсетиме на нештото многу по-конкретно, бидејќи што представува едно издание, ако тоа не се самите автори, ако тоа не се нивните остварувања, ако тоа не е поезијата кој што тие во овој момент, мислам дека ова се и нови некои остварувања на авторите, најнови остварувања кои што се најдоа одека во изданието од 2022. И јас би сакала сосема накратко само во некакви скицирања да проговорам за она што го дадов како некаков сублимат. Каде и како ги препознаваме овие светови, лични, интимни,
каде би можело да се најдат некакви нишки на поврзување помеѓу 10-те евангелиски поети и поетеси и 8-те кумановски кои што се застапени во овој избор. Сметам дека едно вакво издание може само да биде едно ракување и понатамошно поврзување помеѓу овие две културни средини, за кои што сметам дека имаат голема привилегија да бидат сместени во еден ваков изборно вечер. Значи, би сакала сосема накратко по нешто за секого од авторите, онака како што јас го видов, како што јас го доживеав, како јас што го почувствував и ги давам во едни сосема кратки сублимати своите впечатоци. Не случајно овој Гевгелиски кампус почнува со Васил Тоциновски, значи кој што е уредник на едицијата, наш познат писател, поет доаѓен. Васил го познавам јас и од еден друг аспект, а тоа е аспект на научник, на книжевен критичар, на трагач по депоата, врзан со македонскиот национален идентитет, со прашањето за македонскиот 19 век. И мене тие книги негови ми се најблиски, затоа што заедно и ги проследувавме, и ги промовиравме, и ги дискутиравме на голем број од трибините во Институтот за македонска литература. Меѓутоа, овде вас си го гледам и како поет, особено во овој стадиум од неговиот живот, во кој што тој меланхоличен и носталгичен, и пишува тука за некакви неостварени, копнежливи мигови, може би со доза на кајање. Јас би рекла за нешто што можело да се оствари, а може би во некој момент од животот човекот мисли дека има и време, и простор, и начин. Меѓутоа, тие мигови сепак според неговите стихови овде се пропуште еднаш за секогаш и овде едноставно се навраќа поетот на нив, како што си во стиховите Љубовна песма или Бескрајна далечина. Голем едната од нив интонирана и во духот на маестралната фолклорна лирика наша, така што секако дека оваа негова меланхоличност е упатена во однос на минливоста на животот и на неповратната младошка љубов. Понатаму за мене исто беше едно пример Димитар Арнаудов, особено песната Тијаскето без име, ја слушнавме овде и во изборот, во кои стихови авторот ќе ги смеша и хронотопите и на просторно-временски поклопувања, излопувања од минатото, и токму тука кога мислев и на некакви поклопувања или преклопувања на нешто што представува профан копнеш со страста, покајанието и преиспитувањето за овие покајувања, се придадени и низ некако вид на, дозволете ми да го потребам оваа синтагма монашка состојба. Значи, еве и вие сите ќе ги прочитате стиховите, бидејќи сега го имаме изданието пред нас. Ние некакви премини авторот прави помеѓу реминисцентно историското и она што представува некаква најава на иднината. Понатаму од овој Гевгелиски кампус, јас би ги кажала своите видувања за изборот поетски на Жаклина Атанасова, Рајот и мирот зидини пишува, која што и се пушта и во едно градациско и луцидно трагање под смислата на човековото постоење, по величинственоста и бавината на животот и вечно поставуваното прашање дали навистина поезијата и уметноста можат да го спасат светот, особено во едно глобално лудило во кое што живееме денес, кога се измешано и во поглед на некакви вредности и во поглед на сигурност и безбедноста на и така минливиот живот. Нурнување во себе си, низ собствено созерцание, потрага по собствен идентитет, низ доста прецизни стихови, низ нешто што представува стилско изразна, значи прецизност како таква, со прецизна
известна поемка ми се обраќа во своите стихови Јосип Коцев и тој ќе ги изрази своите мотивски, варијации, салчи, во музица и во црв. И таа, например, стилско изразна прецизност особено не дојдува во некакви сечоци од стихови, кога тој ќе ги постави и прашањата за екзистенцијалното и во однос на самиот себе си, ама и во однос на другиот, некако вонасочно, значи и од себе кон другите. Има нешто непроменливо во секого, како наказа, како награда, како прокуда, како пресуда, како црв зарен во месото на сочна црвена зеш. Значи, еве таа, да ја наречеме, стилско изразна прецизност, во која што и точно се открива и една поетска поемка. Катерина Гогова, низ индивидуална творечка потрага, ги бара повторно тие екзистенцијални одговори за смислата и безсмислата на постоењето, изразени и во стиховите на незините песни, за размисли и сеќавања кои што напади навлегуваат и во одредена медитативна состојба која што се движи помеѓу сонот и јавото, секојдневното и реминисцентното. Кај Лилјана Пецова Илиевска, јас неа ја познавам само преку некои од текстовите во нашето меѓународно списание Спектар за литературна наука и гледам дека таа има доста прецизни, дури елиптични обраќања со кои што заговара универзални екзистенцијални прашања за животот и постоењето, за желбите и вербите, понатаму за целите во животот, за тендирањето кон совршеноста, кон нешто што представува стигнување до некаква поставена собствена цел, која што постојано ги надвишува и нашите собствени граници. Овие екзистенцијални прашања исто така ги среќаваме во поезијата на Олгица Ќурчиева и во стиховите од незините песни Вистина и простете и не подсетуваат на таа неумолива минливост на животот, на постоењето, на суштината по која што се трага како кон една трајна константа во неговото протекување. Моника Игелска-Ризова, уште во самата своја биографија, наведува дека е инспирирана од творечкиот гений на Виктор Hugo, на кого му посветува една своја песна и понатаму го ја дава и во втората песна посветена на сопругот, како нејзина творечка преокупација е љубовта во нејзината суштина. Пепи Станков во песните, еве во тој момент со, јас би го нарекла, една нова перспектива тој победува, и јас би ја нарекла некако благобунтовно, во форма на некаков контролиран револт од поредокот на нештата во светот, кои што фрапантно се менуваат секојдневно, не само кон некакви наши состојби, туку тој поредок во светот се менува и во една универзална глобална смисла, што на моменти би кажала дека прозвучува ангажирано, а може би некаде по некаква инспирација би требало и попрецизно и појасно да биде изразен на таа благобунтовност кон некаква поизразена, да кажам, бидејќи неговите стихови укажуваат на тоа како хуманоста е осудувана, кои вредности денеска како нови се истакнуваат за сметка на вредностите поставени во основа на нашето, да кажеме, воспитување и образование. И овој Гевгелијски кампус завршува со изборот на Стефчо Стефанов, каде што животниот порив се согледува низ призмата на љубовно доживување, на страст, преточена и во стихови кои што се истовремено и лепливо
научни, трепетно љубовни, па низ една еротика, блага да ја наречеме, меѓутоа има седен оптимизам кој што говори за тоа како треба да се поттикне таа продуктивна креативност која што ја носат поетите во себе и таа да го даде она што навистина представува еден изблик на нивната лична природа. Сега, Кумановскиот блок ќе започне и со стиховите на Илјана Станковска. Јас овде веќе најавив, сум ја наврзував повеќе децениско пријателство и со неа и со нејзиното семејство. Се работи за автор кој во еден маестрален наплив, кога дава изблик на своите размисли во една контемплативна, да ја наречам, поезија, која говори за длабоките пребирања во човекот. Напати тие се толку мирни, дури резигнирани, за да понатаму се исполат во една бурна и возвишена состојба, тоа што некогаш низ некакви медитативни слики се меша во јавето, за исчекувањето на среќавањето во домен на вечната духовност, бидејќи јас имав среќа и големо задоволство да го познавам и Јовица Станковски, кој што пред македонската јавност, сопругот на Билјана, кој што пред македонската јавност успеа, културна јавност, да го брендира Кокино како мегалитска обсерваторија и покрај оние научни, да ги кажеме, податоци, кои што можат еден ваков локалитет да го постават на листата на НАСА. Потребно и доза на поезија, потребно и доза на уметност, сето тоа да му се отвори на предјавност. Бидејќи за такви локалитети треба да се врзе и приказна, и легенда, а тоа оди веќе и во домен на поетското и уметничко. Бобан Богатиновски ја застапува и мотивиката на непредвидливоста и неумоливоста на судбината. Овде ги слушнавме и неговите стихови, го третира и мотивот за изгубените идеали и заблудата за поимањето на вечноста. Исто ми беше драго што некако низ една лексика која што можам да ја нарекнам и црковно-монашка, овде го слушнам и Борис Митковски, кој ми се представи со 3 песни. Мене тие стихови ми се блиски поради мојата професионална ориентација, јас работам средновековна литература. Обично овие духовни светови поврзани и со Свети Наум, со Свети Илија, со Порфири, со Свети Порфири, низ една навистина умешна спојка од она што представува духовност, каде е нашето извориште, чисто, исконско, можеби и како човечко, а и помалку и национално. Бидејќи јас така го доживувам малку и нашиот духовен центар Свети Наум, каде што имам на оној извор на света вода, кој што нели постојано го возвраќа и го возобновува овој живот на нашите македонски простори, со една пулсирачка порака, нели, како жива вода или како живата вода никогаш да не пресуши. Таа жива вода ја доживуваме како некаква духовност и како наша инспиративна енергија воздваза на која ние сме обстанали со низ вековите на историските премрежја. Од друга страна сега го имаме Југослав Петровски, слушнавме дел од неговите стихови. Се знае тој е драмски автор и во стиховите имаме едно исклучително силно драматично беседење, особено на она што тој го поставува како суден ден беседење помеѓу човекот, помеѓу него и ѓаволот, со нечестиво поведение и сила, со собствени преиспитувања на
собствените гревови, на собствените постапки. И авторот значи нема многу оптимистичка порака за она каде и во која насока се движи од човештвото, бидејќи како што и самиот истакнува дека прошка и спас речиси да нема за човештвото кое што од искони е загрибано во зло. Меѓутоа, верувам дека овие стихови самите ќе ги проследите. И ги слушнавме и стиховите на Маја Белева, која што од уметност од поезијата бара една јаснина, така и се вика една од песните. Прашањата за нашата поврзаност со светот, со луѓето околу нас, како и за радиалното проникнување на љубовта, како во песната од што е создадена, поврзувајќи ја и со една неподнослива леснотија, како што сама го рекла стих, на примерната љубов, која како лека и се видлива проникнува насекаде. Овде ги слушнавме стиховите на Росица Митич. Мене ми беше драго што Росица ни ги откри и мотивите кои што таа ги преточила и стихови, кои што се изведени од нешто што представува нејзина интима, и драго ми е што на некој начин и ги сподели овде со нас таа почувствуваност и нејзина поврзаност и со секојдневицата, меѓутоа и со љубовта и како средба, и како желба, и како верба. За жал Санде Стојчевски не е тука, е поет, доаѓен, кој што ја збогатува и својата поезија со живи поетски слики и кој што поезијата ја поставува како едно творење иманентно на уметникот и на творецот, бидејќи она што го бара тој од создавањето како креативен чин е совршенство пред се, а тој, опевајќи го креативниот чин, длабоко надлегува и во природата на песната. Кумановскиот блок ги завршува со песните на поетесата Сања Атанасовска, низ лирски и лапидарни поетски структури се открива тоа љубовно чувство, тој љубовен неспокој, кој што носи дилема и неспокој, внатрешно превирање. Тоа беше и моје видување за оваа едиција, 9-та, од самото издание. Мислам дека и потребно и важно е да се осврнеме кон она што представува творечка, мотивска преокупација на поетите, на поетесите кои што и овде се застапени. Јас верувам дека една ваква убава ноќ како оваа, каде што имаме размена на поетски остварувања, ќе придонесе и понатаму да има едно приближување, поклопување, крстосување и во она што представува заедничко представување, меѓутоа и она што представува некакво идно поврзување, во овој случај помеѓу поетите на Куманово и на Гевгелија како домаќин. Уште еднаш би сакала да се заблагодарам на домаќините и на уредниците и на Стефан Барковски пред се, кој што комуницираше со сите нас и во однос на обликување на изданието и во однос на вечерашната промоција, и да посакам уште вакви изданија и едноставно самите изданија да го најдат патот до овие, ми се чини се помалубројни љубители на поетскиот збор или на поезијата во овие нови времиња кога ние се соочуваме со дигитална технологија и во новата дигитална ера. Затоа кревете го вашиот глас поетите, кои што повторно не навраќаат кон нешто што представува интимно чувство, интимно доживување и кое што не навраќа кон она кое го одредува, кое што и ја потенцира и ја повлекува човековата природа како таква, со чувства, емоции, со потреба за размена и со потреба да го изразиме она што длабоко во нас е
заталкани за петка. Ви благодарам на сите за вниманието и само му посакувам еден успех на ова издание да го прочитат што е можно поголем број на читатели. Благодарам. Евгелискиот поетски кампус го сочинуваат Стефчо Стефан. Пишува, чита и објавува своји стихови, често подпишувајќи се и како аџами. Предава психологија во среди. Жив е, се уште мртв. Негови песни се Па како не ми е срам, Сродни, Стивофили и Параидолии во кајмакот на едно канцелариско кафе. Повелете. Не сум до толку безобразен, но би започнал. Па како не ми е срам? Крвав во прстите. Со драски длабоко вбраздени до лактовите. Крвав во устата. Со пакосен насмев низ кој не цирка златен зрак, ами помодрен од крвавог звер. Леплив во мислите, од благо и ситост, што да ја речам. За доградата, газдарица. Застанала пред мене како пред душмана, лута, на чораби, една убава, млада, а зрела. До пред мигот и крадев од кабините, а од мигот ете вџарен и од обидите, убавините. Сродни стихови. На месечева полноќ со градот смаја под нас, како украс што свети, недопрена, а блиска ја мирисам и дишам додека ми вели. Го сакам стихот кога сака и успева да ми го откопче в устанот од овде, од вратот, гледаш? Па се бавно, се по грбот, до под половината, патентот. Сакам да ти кажам стих од зад грб и вера. Додека недопрена, а блиска ја мирисам и мазнам, прешувајќи се. Дали ја слушнав од тишината незаматано така чисто или само гласно во себе мислим од исто? Затоа сме тука, не? Параидолии во кајмакот на едно канцелариско кафе. Вие сте моите прашинести џамли, што ми ги наподуваат джебовите. Нешто сте ми малечки. Вие не сте ситни кафени меуршиња, слепени зад зид на филџан со кафе. А ете ги и ноките, темни и дотерани, полна чашка ноки, со трепкави светки ова него што ми жежи в рака. И матурските, и девствените, и блудните, и со татковство кронисани чудните, полна чашка убави и убави ноки. И морска пена од озгора од микрогранови, ете, и женска марама, ете, помирисот знам и чиња. А и таа тука. Дзирка се зацкрила за парејата на рамата. А ти голема кристална топко, не ми глуми главен меур око. Лелеј ја твојата психоделија од бој и кажи ми дека ќе љубам и посакувам ден по ден до недојдет. Предскажи ми желби за врканица, предскажи ми мечти крцкави, не баре се коричка од баница, предскажи ми страсти што ме будат катаде со љубовна шлаканица. И немој да побрзаш да пукнеш, моите голтки се мирољубиви. А и ти не си главен, обичен мир око. Васил Тоциновски.
Роден 1946 година во Стојаково. Тој е поет, раскажувач, романсиер, автор за деца и млади, критичар и есеист, книжевен историчар, преведувач, антологичар. Негови песни се "Ке се вратам", "Љубовна песна" и "Бескрајна далечина". Повелете. Има една реченица или поточно едно ветување, ќе се вратам, кој творечки и човечки ми се чини дека одеднаш ќе отвори, ќе разгадне нешто, бидејќи на едно место е собран зборот и човек од времето и просторот. Но сум се измамил секогаш, зашто како школка се затвора и ви упатува кон некоја нова состојба, ново доживување, ново ветување. Значи, за оваа пригода одбрав песната за прочит "Ке се вратам". Долгите ноќи ги преседуваш. Знам, сон не натежнува и мугрите нежливо ги пречекуваш. Та затоа пак глас ти пуштив, стани у топлото леко и пристави кафе. Спреми ми кафе без шекер, мила моја, и во ниедно доба. Не виден и неслушнато од никого, ќе ти дојдам за средба, за миловидување, за малку поприкажување, на седенка, да ги претураме времињата, да се присетиме на лудувањата, кога бевме млади и убави, завиорени од соништи и копнежи, кон бескрајот на животот и светот, до собственото јас. Ете, затоа пак ќе ти дојдам, оти ме воли самотијата. Ти велеш оти соништата се тајна и не се кажува. Затоа те молам, никому не кажувај ништо и за мене. За мојот неизречлив копнеш пак да те видам, да се видиме и без збор да изустиме, да си поприкажеме како татко што велеше надолго и на широко. Да не се заборави минатото, оти без него не нема, не постоиме и развенена пепел сме. Ти насмеана, а јас се така молчали, неприкажлив роден, ќе си седиме еден краш и друг, милувајте се со поглед. Ајде, стани, пристави кафе во мојата риечка шолја, пак ќе сме заедно и само своји во заеднички премол. Ноќта е топла, како измислена за седенке и прикажување. Не се плаши од темнината што стои на спремадена. Телото некаде ми помогне. Ама, мојот дух за секогаш е со тебе. Димитар Арнолдов, роден 1988 година во Гевгелија. Дипломирал на земјоделскиот факултет при УКИ. Негови песни се "Носиш траги од векови", "Ти, аз кето безимен и јас", "Денот и ноќ". Повелете. Роден сум во Гевгелија, но живеам во Стојаково, а работам во Студница. Да. Слушнав премногу зборови дека светот е луд и ненормален, така натаму. Па си го поставив прашањето. Може би јас сум ненормален. Прво, драго ми е што сум дел од оваа манифестација. Второ, се извинувам што блузата ми е од крв, не секајки, со шише. И среќа што крвта не е на есенин, не е од вена, бидејќи може би вен ќе биде мртв.
Ќе ви се представам со 3 песни. Различни по нијанси. Благодарам за сублимираната рецензија. Ми значи, ќе си ја ставам во file.exe. Ти, аз като безимен. Да бегаш потешко е, оти побрз од времето си и пред него стигнуваш, а надвор од времето да останеш не можеш. Оти ковчежето каде што душата ти живее времето. Ти, аз като безимен, долг пат стигнуваш, во црна риза наметна, со очи изморени од пустинска песок напрашени, на грбот носиш тешко бреме, торба полна слова, кои ја исполнуваат празнината, ништото, почетокот каде што доаѓаме и крајот каде си одиме. Сред предел ненаселен, од времето се ослободуваш, од празнината и ништото, кои те подкрепаваја, остареле, а ти со спокојна наспевка велиш. Тоа се неколку бели влакна во косата. Тоа не е времето што минува. Од јас, од времето, побрзо. Велиш умножение ќе чинам и од словата манастир со јазик разберлив Господов ќе изгледа. И секој кој преминува од страста кон покојанието, во себе да го всади, празднината со друга празнина да ја исполни, душата да ја залечи. Потем од првиот манастир ново умножение ќе чинам. Во предел ненаселен живот вечен ќе донесам. Јас, кој побрз од времето сум, а надвор од него да остана, не можам. Ликот свој наситен песен ќе го нацртам. Времето да го избрише, а сенката ќе ја претрка, да таа да сведочи за моето постоење. Како сенка да ме паметите, јас, Аскер Безимен. Това е тоа. Таа песна. Сега ќе ви прочитам една песна, римувана. Малко е, не е много дълга, 2 страни. Малко да се почувам како во 19 век, во рускиот 19 век, во борделите каде што се читало поезија. Песната се вика Јас денот и ноќта. Јас во магичната ноќ се раѓа убиствениот сон. Во моето срце празнина и тага. Некаде оддалеку одекнува непознат љубовен звон. Божја креација, радост или лага. Ноќта. Додека секоја убиствена ноќ со него ја сона, посакува неговото мечтателно срце да го строне. И кога смртта прекривката од симја ќе ја скрши, крвавата луна ќе крикне, а крикот в песна ќе сврши. Ден. Полека те будам од ноќниот занес на мртвото тело. Твојот плачлив глас го пее последното љубовно дело. Со бол го гледаш деночно тебе силно паѓа, надежта во твоето срце последна се раѓа. Јас. Ноќта е мојата мајка света. Од нежните сенки на тишината љубовта меланхолично бие. Со недофатливите крилија на сон смртта кон мене лета. Украдена надеж, радост кој длабоко во моето срце се крие. Ноќта. Над снежниот гроб мој 2 витки срни. Јас пропаѓам во мождени вртлози црни. Зарад светлината слуда, слеп да поминеш век. Кога судбински во жилите, темен, заколна тек. Ден. Јас пак те будам од самокот, Господар мој, Бога.
а ти секој мој повик го сметаш за недоличен и злобен. Јас твоје чекор го следев, ноќта во ден за тебе ја боев. Твојата зла судбина за мене недолично е твој. Јас. Твојот повик за мене е како поток темен и матен. Твојата љубовна магија врз мене немилосърдно паѓа и краде од моќта која светиот сон ми го дава во залезот на животот мој. Јас ноќта и погледал твојот златен. Пред портите на илузијата нашите души се губат, ноќта ќе биде повторно моја, звезда под која нашите срце се љубат. Ноќта. Со маглата на сон, јас го заробив твојот лик. Во смртни синџери го оковувам неизимив последен крик. Во долината на стаклените рози ќе те одведам јас, со темен трн отрпен ќе ја заборавиш за час. По змија сега ќе те облие страст, по пламен вид, како врисок во далечина светлината ќе ти остане мит. Вечер расониш силуета налик неа и мене. Со трепетен здив ми вели, на која љубов и остана верна. Тоа е. А сега ви сакам да сега би сакам да прочитам една песна, посветена на нашите поети, чии души преминале во друго битие, најверојатно постапно. Песната е насловена Поети археолози. Кој ли наутро ги отвора прозорците на куќата од стихови и кој ве буди? Од црната земја нема ниту сонце, ниту петли. И кој навечер ве покрива со хиперболи, метафори, епитети? Копачот удри, отвори дупка. Создавате ли мозаици од кирилични букви? Некоја песна, расказ, роман, но долу, нели е претесно за машина за пишување? Или широко е, како неоткопана пирамида на поети, фараони. Но, како гледате додека пишувате? Да, вие знаете каде стои секоја буква од машината. Ви носи ми и ракија, но заборавив, веќе сте стари и лекарот ви кажал да не ја ни помирисате. Предпоставувам, пиете дождовница. Благодарам. Жаклина Атанасова, родена 1971 година во Битола. Во 1997 година дипломира на Филолошкиот факултет Блажа Коневски во Скопје во групата за македонски јазик и литература и јужнословенски јазици со македонска книжевност. Од 2005 година работи како професор по македонски јазик и литература во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелија. Нејзини песни се Вдишувам, Дзидини и Рајот и мирот. Поведете. Добра вечер на сите, драго ми е што сум тука со вас. Уживам во вечерта. Неколку работи имам да кажам по меѓувреме, но мислам дека се беше спомнато пред мене и затоа само ќе прочитам. Ако успеам да видам. Дзидени. Ги подигнав кога не беше тука. Не знае дека ќе треба одново да рушам и пак да ги градам. Весниот морем и виорот над плесовот
создаваат облаци од прав. Птиците небески, исплашени од дета, одамна во посрекно небо. Останавме со кулите срушени долу. Се циркаме и ги насочуваме гневните јазици еден кон друг. Пладневината, ја се извинувам, навистина не играм, со црвено срце ги ближа врвовите на целата земја. И ќе ја прочитам, дишувам. Дишувам од ова убост наречена живот и голтам горчеви солзи. Печат, ама за инает ќе се смеам, јасно и гласно, и на сиот глас ќе се надвигувам и ќе пеам. Ќе ја истерам сета злоба од околу мене и со расширени раце ќе ја прегрнам убавината наречена живот. Значи, во тоа свето тројство на поезијата, зборот, емоцијата и убавината и како неприкосновена константна убавината. Јосип Коцев, роден 1985 година. Завршил правни студии на правниот факултет Јустинијан I Скопје. Неговата поезија е застапена во повеќе книжевни списанија и антологии во земјата и во странство. Негови песни се Црв, Залаче и Давенеци. Катерина Гогова, родена 1989 година во Дојран. Пишува поезија и кратка проза и е авторка на 3 поетски книги. Живее и работи во Скопје, активист е за човекови, здравствени и сексуални права. Нејзини песни се Молитва за Јули, Ме сака, Не ме сака и Ке забава. Лилијана Пецова Илиевска, родена 1978 година, магистер по филолошки науки, пишува поезија, рецензии и колумни. Нејзини песни се Внимавај, Огледало, Подготовка и Пат. Моника Игевска Ризова, родена во Гевгелија 1987 година. Најважно е да се изразува на начин преку кој навистина чука нејзиниот пулс, како правење на уметност посветена на нејзините омилени книжевни ликови, како и уметност од секојдневниот живот и гола уметност посветена на љубовта. Нејзини песни се На сопругот и на Виктор Иго. Олгица Ќурчиева, за неја поезијата не е ниту хоби, ниту професија, ами љубов. Нејзината поезија е редовно застапена во изданијата Метрички карти. Нејзини песни се Вистината, Простете и Посвет. Повелете. Ова е песна што буквално ја посветила на моја драга личност и затоа ја така сам буквално ја посветила. Го претураме времето вредно во друга чаша. Наздравуваме заедно и за судбината наша. Но не е време тоа што тече. Живот наш и слава. Не е судбина тоа што тече. Живот наш и краток. Се опиваме однеден, да се прашаме за час. Кој ово троши? Ние него или живот нас? Пепи Станков, роден на 7.6.1999 година во Скопје, иако целиот живот го поминал во Гевгелија, каде завршил основно и средно образование. Абсолвент е на Филолошкиот факултет Блаже Коневски Скопје, на катедрата за македонска книжевност и култура, за кој вели дека е неговиот втор дом.
Негови песни се Представа, Туга, Револт и собрани остатоци од светот. Почитувани. Како што истакна професор доктор Маја Јакимовска-Тошик, ова издание, кое нуди творечко поврзување на поетите по потекло од Гевгелија и Куманово, го согледуваме како изворетна можност за меѓусебно проникнување на творци од различни генерации и од две различни урбани средини. На изданието, кое во основа посветено ја негова поетската реч, му посакуваме топол и срдечен прием пред пошироката читателска јавност. Уживајте во читањето. Ви благодариме за присуството, ви посакуваме убава вечер и среќни празници. Страшно, что се